Почитувани, Македонија ќе се спаси од коронавирусот, но нема да се спаси од безпарицата, сиромаштијата и економската криза поради катастрофалните економски мерки кои што ги носи владата. После објавувањето на сетот мерки на владата во насока на заштита од престојната криза, нема бизнисмен или стопанственик кој што не е збунет или загрижен од недостаткот на конкретна мерка за помош на реалниот сектор во државата. Пакетот на антикризни мерки не се однесува на собствениците и вработените кои работат во компании кои што бележат загуба во месец март. На вработените кои работеле помалку од 160 ефективни сати во месецот, вклучително и во кризниот месец април, мерките нема да покријат нивната минимална нето плата, односно тие ќе добијат помалку од 14.500 денари. Имено, од овие компании кои што забележале добивка и исплатиле бонуси на своите вработени или дивиденда пред епидемијата, исто така не ќе можат да користат паричната помош на државата. Владата со оваа уредба безмалку ги казнува фирмите заради нивното добро работење и затоа што ги наградиле своите вработени и проектирале развој пред започнување на кризата. Па помошта за нив не е предвидена од страна на државата. Оние компании пак кои што се веќе корисници на мерките кои се добиваат преку Агенцијата за вработување, исто така не ќе можат да користат помошта од државата. Станува збор за илјадници предпријатија за самовработување, кои што не ќе можат да екзистираат и да останат ликвидни во периодот што следи. Истите нема да можат да земат ни минимална плата од 14.500 денари. Заев и Спасовски не им излегува пресрет на граѓаните кои што имаат кредити во банка, бидејќи овозможеното одложено плаќање е со дополнителна двојна камата на главниот долг. Што ќе им е одложено плаќање на долговите на граѓаните, ако треба да платат двојно повеќе по завршување на кризата? Власта со овие мерки дефинитивно губива и туризмот. Први на удар се домашните капацитети, а подоцна и секој што се занимава со туризам. Освен кризата, која што му тежи на реалниот сектор, со носење на уредбата до 31. мај да биде искористен целиот одмор годишен за 2019 година и половина годишен одмор за 2020 година, на луѓето кои што се во овој сектор им се става уште еден тек. На вработените во предпријатијата ќе им останат само уште 12 дена кои што ќе можат да ги користат за одмор во 2021 година. Функционерите во власта треба да бидат свесни дека сетот на мерки е без ефект врз стопанството. Тие ќе влијат негативно и сериозно ќе го загрозат животот на илјадници граѓани. Буквално ниту еден представник од реалниот сектор не ги поздрави мерките, што е доволен доказ дека мерките се лоши и недоволни. Стопанствениците се исплашени, а економскиот пакет е конфузен и недоволен за да им помогне. ВМРО-ДПМН апелира веднаш да се направи нов план на соопфатни мерки за помош на стопанството, затоа што овие мерки се недоречени и рестриктивни и само ќе ја зголемат дупката во буџетот. Суетноста на владата не треба да биде пречка да се прифатат предлозите кои што ги дава ВМРО-ДПМН за спас на стопанството и илјадниците работни места. Ви благодарам.